Најголемиот дел од пожарникарите во регионот, здравието и животот на ризик ги ставаа за основна плата од 15.000 денари. Вчерашното покачување на платата и бодот во Штип го отвори прашањето за висината на пожарникарската плата во останатите општини од регионот, но и големата нееднаквост меѓу нив која од општина до општина се движи од 1 до 6.000 денари основна плата. Она што не е добро и што мислам дека треба да се направи корекција, да се коригира, е да се избалансираат платите и во сите противпожарни единици да биде основната плата да биде иста. Не може во некоја противпожарна единица да има 15.000 основица пожарникарот спасител, а во некоја друга противпожарна единица основната плата да биде 20.000. Бидејќи пожарникарите ја вршат во нашата држава ја вршат сите истата работа. Ваквата состојба е резултат на поделеноста на ингеренциите и одговорноста кон пожарникарите на државата и општините. Со законски измени пожарникарите веќе се дел од Министерството за правда како службени униформирани лица со посебни овластувања. Но Министерството исплаќа само 1/5 од потребните пари за плати. Остатокот зависи од општините, односно од тоа дали тие имаат или немаат пари за пожарникарските плати. Штип својата обврска кон пожарникарите ја исполни во целост, а дел исполни и Берово. Имавме неподнесени судски тужби од страна на вработените за нецелосно исплатени плати, така да од месец август 2020, поточно платата за месец август 2020 година беше исплатена со коригиран износ и на тој начин платата е согласена согласно постоечката законска регулатива за исплата на плата на вработените во територијалните противпожарни единици. Најави за скора корекција на платите на пожарникарите има и во Делчево. Делчево е во првите општини заедно со Штип и со Скопје, кое што донесе нов правилник уште пред нова година, односно во месец декември минатата година, по кој што се пресметуваат платите, односно основиците на платите на водачите на групи и пожарникар спасител. Така да од основна плата од околу 15.000 денари сега е покачена платата на скоро 20.000 денари и на пожарникар спасител приближно 19.000 денари, која што плата ќе ја земат во февруари за овој текове месец, сега јануари 2021. Сепак разликите во висината на платите и понатаму е присутна, па пожарникарите решението не го гледаат во општините, туку во државата. Се оди на тоа да се постигне еден општ целосен колективен договор во цела држава и на тој начин да се регулираат и да се изравнат, односно да се избалансираат сите плати во сите пожарни единици, противпожарни единици во Македонија да бидат исти. Инаку на ниво на источен регион има 120 пожарникари кои 24 часовно се во служба на граѓаните.